Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ве поздравувам во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И ова издание на емисијата е посветено на прославата по повод денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, 25 април. Денеска тука за одгласите низ медиумите и за впечатоците на високите гости, представници од Европската универзитетска алијанса Колорс при нивниот престој во Битола. Останете со нас на 90,8 МГц. Сеќавам сега на нашето време, да сеќавам кога се смеев со тебе, а после сега тешко е. Се лутам на себе си кога те мислам, се лутам на тебе што не сум јас иста, ме промени времето со тебе. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам, да заминам таму кај што нема јас, на твоето лице да се сеќавам, од срце во мое да ти испричам. За мојава болка нема лек и секој ден некој еден век, но залудно чекам да се врати се. Се лутам на себе си кога те мислам, се лутам на тебе што не сум јас иста, ме промени времето со тебе. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам, да заминам таму кај што нема јас, на твоето лице да се сеќавам, од срце во мое да ти испричам. Кажи ми како да заборавам, кажи ми како да ти простам пак, кажи ми како да научам без тебе јас да живеам. Кажи ми како да заборавам. По повод 46 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, ректорот, професор доктор Игор Неделковски даде интервју за Македонската информативна агенција МИА, во кој акцентираше клучни стратешки и концепцијски насоки за развојот на универзитетот и високото образование воопшто. Во интервјуто, ректорот Неделковски со посебна посветено се навраќа на клучните теми што го одразуваат патот, визијата и предизвиците на универзитетот, издвојувајќи поенти што информираат и инспирираат. Пренесуваме акценти.
Во интервјуто дадено за МИА, ректорот Неделковски потенцира дека после 32 години откако тој е вработен во високото образование, конечно е решен статусот на универзитетските професори и другите вработени во општеството. Во минатото, главни теми меѓу академскиот кадар беа екзистенцијалните проблеми. Сега тоа повеќе не е случај, а акцентот се става на тоа како академскиот кадар да и се одолжи на државата која создаде поволни услови, барем од аспект на примањата на вработените во високото образование, вели Неделковски, и истовремено потенцира дека проблем е одржливоста, тоест дека одржливоста на универзитетите не може да се третира инцидентно. Потребно е долгорочно и систематско вградување на млад научен кадар, најмалку 5 до 10 години пред пензионирање на постојните професори, за да се обезбеди трансфер на академското и научното искуство, потенцира ректорот Неделковски. Зборувајќи за интернационализацијата како стратешки правец, Неделковски во интервјуто за МИА вели дека УКЛО бележи значајно засилување на својата меѓународна позиција преку членството во Европската универзитетска алијанса Колорс, отворејќи можности за мобилност, двојни дипломи и усогласување на академски системи. Ова не е само нов пристап во описната политика, туку фундаментална трансформација на универзитетот како дел од европското образовно јадро, вели Неделковски. Неделковски потенцира дека УКЛО бележи подем на меѓународните рангирања. Универзитетот од 2024 година е дел од Times Higher Education Impact Rankings, што представува значајно меѓународно признание и репер за влијанието на универзитетот врз општеството. Дополнително, универзитетот е второ рангиран на национално ниво според Едуранг и бележи значителен напредок на Webometrics. Исто така, ректорот Неделковски забележува дека е видлива растечката научно-истражувачка продукција и соработка. Во изминатите 2 години, приходите од меѓународни проекти се зголемени за над 50%. Нашите научни списанија Хоризонти и студентското Нови Хоризонти добија нов лик и се индексирани во 19 реномирани бази. Создадовме и УКЛО мрежа на соработници, значаен чекор во интернационализацијата на истражувањето, наведува ректорот Неделковски во интервјуто за МИА. Воедно ја споделува и новата визија на УКЛО. Под мотото Корени и крилја, Европска диплома дома, УКЛО ја представува својата визија за држување на младите во земјата преку отворање европски образовни перспективи дома. Темата директно кореспондира со активностите на универзитетот во рамките на Колорс алијансата и представува синтеза на идентитет и иновација. Интервјуто на ректорот Неделковски, дадено за Македонската информативна агенција МИА, го отсликува стремежот на УКЛО кон академска релевантност, меѓународна конкурентност и научна продуктивност, вредности што го дефинираат универзитетот во новата ера на високото образование. Целосното интервју со ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, може да се прочита на линкот поставен на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk. Сакам да те слушнам, кај да си јас ке дојдам по тебе. Еј, да си ти до мене, памети ми зеде. Биди сега крај мене. Остани, остани, биди моја сега. Само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти. Ноква нема никој да не раздели. Остани, ајде остани.
Никој како тебе не знае да сака, никој како тебе не ме допира. Дај ми љубов сега, немој да ми бегаш, со тебе да заспија. Остани, остани, биди моја сега, само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти, ноќва нема никој да не раздели. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, остани, биди моја сега, само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти, ноќва нема никој да не раздели. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, ајде, остани, Впечатоците на сите присутни на настаните организирани по повод денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола 25 април се дека во исклучително низазначен и богат академски амбиент УКЛО преку отворениот ден УКЛО 2025 создаде платформа за синтеза на традицијата и визијата за иднината, промовирајќи го концептот корени и крилја како парадигма за академска и општествена трансформација. Ставајќи акцент на синтагмата Европска диплома дома, Универзитетот ги посочи бројните можности за сите своји студенти, кои ги нуди УКЛО како прв универзитет, дел од Европска универзитетска алијанса во правец на квалитетно европско образование во Македонија. Учеството на делегацијата од Колорс, што ја афирмира вредноста на интеруниверзитетската соработка преку образование, истражување и иновации, го облагороди настанот и ја потврди стратешката позиција на УКЛО во рамките на европскиот академски простор. Особено значајно беше присуството на професор доктор Ханке Траутман, новоназначена председателка на Колорс, доктор Анете Клинкерт, директорка на Алијансата и доктор Крис Шатка, одговорен за квалитет на активностите во Колорс, чии ставови ја потенцираат важноста на креативниот и ангажираниот студентски глас во современиот универзитетски дискурс. Изложбата на книжевни, ликовни и мултимедијални дела од средношколци од цела Македонија, создадени преку конкурсот Корени и крилја, Европска диплома дома, мото на сите интерактивни манифестации, одржани панели и активности во мобилната и колаборативната зона на Колорс, сместена во студентскиот информативен центар на УКЛО, ја истакна младинската креативност и иницијативност како основа за инклузивен и иновативен развој на своето општество и држава. Во своето обраќање на професионалните мрежи, представниците на Колорс кои беа во Битола ја нагласија уникатноста на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола низ неколку клучни студентски иницијативи, воспоставување на собствена студентска комуникацијска платформа, публикување студентско списание кое се вклопи во креативните изработки на Алијансата, зачнување и активно учество во иницијативата Color Juniors, која се проширува низ другите партнерски универзитети во Алијансата и организирање студентска конференција со европска ориентација. Според нив, овие активности, освен што демонстрираат зрелост и визија, истовремено го позиционираат УКЛО како активен чинител во Европскиот академски сојуз, универзитет која црпи силата од своите корени, но храбро гради крилја кон интернационална интеграција и креативна академска соработка.
Признанието изразено од делегацијата на Колорс се смета за валоризација на континуираната заложба на УКЛО за академска отвореност, институционална мобилност и иновативна едукација. Според УКЛО, партнерството со Колорс не представува само стратешка ориентација, туку и мисија – создавање европски мостови на знаење, соработка и заедништво. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола со голема благодарност го доживува признанието и довербата од авторитетите на Колорс. Ова партнерство, исполнето со визија и посветеност, го зајакнува духот на УКЛО и ја потврдува и неговата улога како важен меѓународен актер. Воедно, изразената доверба представува најголемо признание и мотивација за понатамошен развој и креативна вклученост на УКЛО во Колорс како Европски универзитет на иднината. Srce otvori mi, zaigraj sa mene ti i ljubav podari mi. Tajno me ljubiš, tajno te ljubam, sretni sme jas i ti. Tajno me ljubiš, tajno te ljubam, zvezda si moja, ti najsvetlost. Životac znaješ kratok je, site svedene su trene, ali so mene ti, zaigraj, zapej, ne plaši se. Životac znaješ kratok je, site svedene su trene, zaigraj, zapej, ne plaši se. Zaigraj so mene ti i srce otvori mi. Zaigraj so mene ti i duša razgali mi. Tajno me ljubiš, tajno te ljubam, sretni sme jas i ti. Tajno me ljubiš, tajno te ljubam, zvezda si moja i najsvetlost. Životac znaješ kratok je, site svedene su trene, ali so mene ti, zaigraj, zapej, ne plaši se. Životac znaješ kratok je, site svedene su trene, ali so mene ti, zaigraj, zapej, ne plaši se. Високите представници од Колорс Алијансата, новоназначената председателка на Колорс, професор доктор Хајке Траутман, потоа доктор Анете Клинкерт, директорка на Алијансата и одговорниот за квалитет за активностите во Колорс, доктор Крис Шатка, за време на нивниот престој на УКЛО има можност да ги проследат сите настани организирани во рамки на прославата по повод денот на основањето од 25 април.
Академската раководителка на Укло Колорс, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, појаснува. Ние им покажавме соработка со асоцираниот партнер на Укло Колорс, тоа е Македонското научно друштво. Им покажавме промоција на докторанди. Им ја покажавме мобилната единица на колаборативниот простор. Самиот колаборативен простор со многу елементи во него. Имаме отворен ден со сите единици во офицерскиот дом во Битола и сето тоа како тенденција и кампања Корен и крилја, каде што во главен фокус се всушност потенцијалните наши студенти, односно средношколците кои што матурираат, нивните ментори како потенцијални соработници, семејствата и сето она што сакаме да го акцентираме со кампањата Корен и крилја, европска диплома дома. За време на посетата на Коспейс просторот во студентскиот информативен центар на Укло, високите гости се запозна со студентите, со представници од општина Битола, кој е асоциран партнер на Укло Колорс, како и поддржувачите на универзитетот, од бизнис заедницата и невладиниот сектор. Имавме можност за разговор со доктор Анете Клинкерт, директорка на Алијансата. Господјо, за прв пат сте во Битола. Вашите впечатоци од Универзитетот Свети Климент Охридски обоен во боите на Колорс. This is indeed my first visit in Bitola and in North Macedonia. Ова е прв пат да сум во Битола, посебно во Северна Македонија и навистина сум фасцинирана од отвореноста на луѓето, нивната соработка, вклученост, гостопримливост, посебно поради тоа што дел од луѓето на Укло ги запознав, ги познавам и предходно и знаев дека иако се работи за мал универзитет, тие се гостопримливи луѓе. Укло во Колорс заедницата еднаков меѓу сите останати 9 универзитети вкупно. Како го гледате Укло вклопен во таа алијанса, во таа заедница? UCLO is a very appreciated member of the Colors family. Укло е посебно значаен во ова констелација, заради тоа што не само заради географската припадност, заради тоа што имаме универзитети од цела Европа, вклучително Германија, Франција и Италија, туку и заради тоа што младите луѓе на Укло се вклучени во формирањето на универзитет. Каде го гледате Колорс во годината што следи и во годините што следат и местото на Укло во него? That is a very good question which no one can answer at this stage. Тоа е многу интересно прашање, кој што никој не може да го одговори во оваа фаза. Навистина се трудиме да го направиме функционирањето на Колорс одржливо, иако имаме на располагање уште 3 години, сепак се обидуваме да добиеме финансирање за уште наредни 6 години со цел да го направиме цел проект. Постојат многу предизвици, затоа што ова не е нормален проект, барем не е нормален истражувачки проект. За мене е предизвик, но исто така е и уживање. Фактот дека вакви алијанси, европски алијанси постојат 65 на број на територијата на цела Европа. Овде се соочуваме со 9 различни системи и сето тоа да го споиме и да го вклопиме во еден систем е навистина предизвик со кој што се соочуваме. Со какви впечатоци ќе заминете од Битола? We had our first walk yesterday evening. We enjoyed the first restaurant in Bitola. Првата прошетка низ градот ја имавме синоќа и посетивме неколку градски ресторани, а после тоа исто така посетивме и црквата и џамијата и навистина сум импресионирана од градската култура во Битола, посебно од културата на малите кафулиња, пиењето на кафе и затоа сметам дека Битола е град во кој што не само се студира, туку и град во кој што се живее и навистина сум импресионирана од жителите на градот. I think this is a wonderful place for a young generation to discover a new part of Europe. Сработеното низ 2024 и 2025 година на Укло Колорс, иновацијата, креативноста, ангажираноста, професионалноста и посветеноста беа видливи толку многу што председателката, менаџерката и одговорниот за квалитет од Универзитетот во Падерборн беа импресионирани и тоа не само со бројките, бројноста, пристапот и сработеното, туку исполнети со прекрасни чувства за силата и посветеноста на Укло во Колорс. Како што рекоа, посетата не е само убав спомен за нив, туку искуство што ги променило.
Почитувани, со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Укло ФМ Битола, мај 2025 година. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. uklo.edu.mk. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk.